Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министерке за финансии. Дискутиравме многу на Комисијата за финансирање и буџет во делот на ребалансот на буџетот, кој што оваа нова реформска влада го предвиди веднаш во првите 50-60 дена од работата, така што ова беше неопходен чекор за да можеме конечно да приоритетите на новата влада се вметнат во програмата за да може да се реализираат во наредниот период. Многу дебатиравме, многу се објаснувавме и дообјаснувавме со колегите од ВМРО-ДПМН, на крај не можевме да најдеме заеднички јазик за дел од нашите мерки. Во одреден дел бевме критикувани зошто биле направени одредени кратења во некои ставки, некаде се зголемувале ставките во делот на буџетот и не е само 10-12 дена, мислам дека и повеќе 20 и 30 дена да дебатираме ќе си останеме на истите позиции, не затоа што овие мерки не се добри за граѓаните на Република Македонија, туку заради тоа што овие мерки имаат политички став во ВМРО-ДПМН да бидат против и да не го гласаат овој ребаланс на буџетот. Јас сум убеден дека и граѓаните на Република Македонија и колегите од ВМРО-ДПМН веруваат дека ова е правиот начин како да им помогнеме на граѓаните на Република Македонија. За оваа пратеничка група на Социјалдемократскиот сојуз и целата коалиција верувам, убеден сум дека и веруваме дека ова е правиот начин како да ги вратиме парите назад кон граѓаните. Ние, како Социјалдемократски сојуз и ВМРО-ДПМН од другата страна како опозициона партија, дефинитивно имаме диаметрално спротивни ставови во однос на економските политики на државата. Имаме различни приоритети и овде лежи проблемот, бидејќи она што се случуваше и во што се инвестираше во изминатиот период и она кое што ние планираме да го развиваме во иднина, како ставка, како развој на економијата, на подобрување на животниот стандард е диаметрално спротивно. И затоа овде нема да се согласиме, меѓутоа дебатата е добра, да ги испоредиме фактите, аргументите, бројките, за да на крај конечно можеме да оставиме на народот, на граѓаните да процени кој има подобри економски политики. Во делот на задолжувањата сакам да го дадам следниот коментар, бидејќи во претходниот дел од дебатата бевме критикувани за задолжувањата. Во делот на внатрешното задолжување. Оваа влада, откако дојде на власт, откако почна да работи, има земено 71 милион евра кредити, а се има раздолжено 40 милиони евра, што значи дека се покачило задолжувањето кон внатре за 31 милион евра, меѓутоа кон надвор се раздолжила државата за 81 милион евра, што значи, ако ги земеме сите бројки во предвид, оваа влада ја раздолжила Република Македонија ни помалку ни повеќе 50 милиони евра. Така што не држат овие дискусии, тези кои што претходно ги слушавме цел ден дека се задолжувала Македонија не знам колку илјади евра на саат, на ден, на недела и така натаму, бидејќи Македонија во овие 60 дена како функционира новата влада е раздолжена за 50 милиони евра. Во делот на тоа дека ВМРО-ДПМН е правил големи растови на бруто домашниот производ, економистите најдобро го знаат тоа, дека тоа е една следствена работа која што следува. Ако имаме нормална, добра економија која што остварила одреден раст, продолжувањето на било која нова влада ќе може да даде до уште поголем раст. Така што сакам да ги спомнам процентите на раст кои што биле во 2004, 5, 6 и 7 година, што значи во 2004 година растот бил 4,6%, 2005 4,4%, 2006 5%, со што Социјалдемократскиот сојуз во 2006 ја предал државата на ВМРО-ДПМН со 5% раст. Во 2007 веќе од 5% се покачил на 6,1%. Значи имало одредена основа да се покачи тој раст. И потоа нагло паѓа ради светската економска криза и по завршувањето на светската економска криза гледаме дека се уште растот не мрда од некаде 2%. Што наследуваме ние? Во 2016 година растот беше некаде околу 2%. Во 2017 година првите 6 месеци растот е 0%.
Значи оваа влада наследува држава со раст од 0%. И сега не критикувате зошто растот од 2,9 бил намален за овие втори 6 месеци на 2,2. Затоа што првите 6 месеци бил 0. И нема никаква здрава логика да веруваме дека сега растот може да биде 5, 6, 7% за зборувам за тековната за целата 2017 година. Така што мораме да знаеме од каде сме почнале и до каде сме стигнале. Вие почнавте од една нормална, спастрена економија, во една нормална земја, оставивте земја со 0% раст во првите 6 месеци во 2017 година. Во делот на јавниот долг, во 2009 година јавниот долг бил 26,2%, во 2016 47,8%. Што значи и овде се гледа колкаво е покачувањето на растот, односно на долговите задолжувањето на Република Македонија. Еве, едно истражување покажува дека од 2003 до 2006 година Македонија се раздолжувала со 2,3 милиони евра годишно. Од 2007 до 2010 благо се задолжувала со 23,6 милиони евра годишно. Од 2011 до 2016 Македонија се задолжувала со приближно 500 милиони евра годишно. Тоа е расипништвото против кое се боревме и против кое се бориме и за кое ќе докажеме како идна влада, како сегашна влада, дека нема да дозволиме така да се работи во идниот период. Клучно за овој ребаланс на буџетот, кој што е буџет на ВМРО-ДПМН, на претходната влада која што го реализира, која што го проектирала, е да се скратат непродуктивните трошоци и сега од тоа што може да се веќе спаси, да кажам, во делот на непродуктивните трошоци, се кратат 33 милиони евра на патни трошоци, инвентар, договорни услуги, тековни расходи, што не е мала ставка. 13 милиони евра се крадат на Скопје 2014 година на проектот. 8 милиони евра се крадат на реклами. Против тоа зборувавме, се боревме, имаме конзистентен став. Може би како влада на вас ви одговараше, бидејќи политиките не ви одеа, имавте лоши резултати и моравте преку реклами да му докажувате и покажувате на народот дека работите добро и дека претходната влада на ВМРО-ДПМН остварува резултати. Меѓутоа, ние тоа го ветивме и еве тоа прво го остваруваме. Ја кратиме ставката на реклами, бидејќи сметаме дека доколку добро работиме, граѓанинот ќе почувствува на своја кожа. И можеби нема за сите граѓани да почувствуваат во првата година, во првите 6 месеци. Меѓутоа, затоа мандатот на една влада е 4 години. Проектираните наши мерки во програмите на политичките партии кои што сме на власт, да ги оствариме за да после 4 години граѓанинот почувствува благодет од тоа што се променила власт и од тоа што одредена политичка партија ја превземала власт. Има намалување од 7 милиони евра на премиерскиот буџетот на премиерот, на премиерскиот кабинет. Тоа никогаш не се случило во Република Македонија. Имаме дополнително 10% намалување во сите институции на владата за репрезентации и за економски промоции. Имаме намалување 2,6 милиони евра за плати. И само како подсетување, претходната влада во ребалансот на буџетот за 2016 година, која што го правеше владата на ВМРО-ДПМН, приходите за плати ги зголеми на сред година за 8 милиони евра. Оваа влада на овој ребаланс ги крати за 2,6 милиони евра. Во делот на капиталните инвестиции се зборува многу, меѓутоа таму најмалку имате право да зборувате, без никаков аргумент. Еве сега ќе зборуваме со бројки во милиони евра. Оваа година, во првите 6 месеци, реализирани капитални инвестиции во Република Македонија има 141 милион евра. По предпоставка, ако со овој тренд продолжи да се реализираат капиталните инвестиции, треба да дојдеме до некаде 282 милиони евра реализација на капиталните инвестиции во текот на годината. Оваа влада ги позиционира капиталните инвестиции на 380 милиони евра. Речиси 100 милиони евра повеќе од тоа што е некаков тренд во изминатите 6 месеци во Република Македонија. Она што било проектирано од ВМРО-ДПМН, не мора да е ВМРО-ДПМН, било која влада да проектирала, 438 милиони евра е нереална бројка која што никој никогаш не успел да ја достигне. И 380 милиони евра никој никогаш не успел да достигне.
Најголемото достигнување, еве сега ќе ви ги прочитам од последните 3 години, колку имате достигнато реализација на капитални инвестиции, не проектирање, затоа што можеме ние тука се да проектираме. Можеме да кажеме 600 милиони евра капитални инвестиции, ама колку ќе реализираме е клучно на крајот. И ќе се согласиме сите дека повеќе од 60, 65, 70% највеќе била реализацијата на капиталните инвестиции во изминатите години. Во 2016 година капиталните инвестиции биле проектирани 416 милиони евра, реализирани 275 милиони евра. Во 2015 проектирани 344 милиони евра, реализирани 303 милиони евра. 2014 проектирани 303 милиони евра, реализирани 286 милиони евра. Што значи секоја година потфрлање. Или најголемото достигнување во делот на капиталните инвестиции на претходната влада е 303 милиони евра. Што значи оваа влада доколку ги реализира овие капитални инвестиции ќе биде огромен бенефитот за граѓаните на Република Македонија. Не можам да не давам свој коментар за состојбата на патиштата, иако патиштата не влегуваат во овие капитални инвестиции, меѓутоа вие ги поврзувате и ги лепите овде, а сите добро знаеме дека кредитите за автопатиштата не спаѓаат ниту во овој долг, ниту влегуваат во бројките на овие капитални инвестиции, бидејќи се повлечени кинески кредити на јавно предпријатие, а тоа е јавното предпријатие за државни патишта. Состојбата со патиштата е многу лоша. Состојбата со патиштата е катастрофална. Имаме куп проблеми. Ајде ќе почнеме од автопатот Штип-Миладиновци. Автопатот Миладиновци-Штип требаше да биде готов на 1 мај 2017 година. Еве сега сме август месец 2017 година, реализацијата е некаде 70% на овој автопат. Ако работите оделе како што треба, и во време на претходната влада, до сега ќе се возевме по нов автопат. Меѓутоа, состојбата не е таква. Дополнително, сега од предпријатието, од јавното предпријатие за државни патишта, според сите информации кои што доаѓаат до Министерството, излегува дека оваа инвестиција ќе се покачи за некаде 20 милиони евра. Дополнително, ќе зборуваме и за провизиите кои што беа договарани на претходната влада со кинезите, меѓутоа само за до изградба на овој автопат ќе бидат потребни минимум 20 милиони евра плюс за да се изгради овој автопат. Така што не е добро да се коментира, да се паушално збори дека биле промашени трасите и така натаму и така натаму. Дајте да зборуваме со факти. Има огромни проблеми на вториот автопат Кичево-Охрид, каде што имало отпочнување на работите со нецелосен проект, со проект со многу малку истражување на патиштата, геотехнички, геомеханички истражувања. Без тие истражувања, секое проектирање и секоја изведба на автопат е паушална и може да најде на многу проблеми и цената на чинење може да се покачи за стотици милиони евра. И тоа се покаже на овој автопат Кичево-Охрид, каде што заради лошото проектирање излегла одредена бројка од 270 милиони евра за изградба на овој автопат. Имаше првична најава од вашата влада, за да подоцна таа цена пред да почне изградбата се качи на 373 милиони евра. И еве да земеме таа бројка како репер. 373 милиони евра. Дополнително, сега на сред изведба, поради обрушување на косини, поради лошо проектиран тунел, поради недоволно истражување, геотехнички истражувања, како што кажав, доаѓа дека тунелот се обрушува и дека за тој тунел наместо 29 милиони евра ќе чини 89 милиони евра дополнително, односно 60 милиони евра плюс, само за еден тунел, за една позиција на тој автопат. И сега не е добро да се збори паушално дека некој овде политички ги запира или не ги гради, или овие автопатишта запреле со градба. Тоа не е точно и тоа е најблаго кажано манипулација од ваша страна. 120 милиони евра плюс, не се малку пари, за еден автопат. Така што овој автопат ќе дојде до некаде 500 милиони евра за изведба на Кичево-Охрид. Граѓаните мораат да знаат, не ради нас овде, ради граѓаните. Мораат да знаат колку ќе ги чини тој автопат. Не е проблем, автопатот ќе се направат дополнителни проектирања, ќе чинат дополнително време, дополнителни пари. Ќе се изгради автопатот. И дополнителни пари за изградба, како што кажав, преку 120 милиони евра. Проблемот
е што граѓаните мораат да знаат дека ради лош изработен проект, ради несериозност од претходната влада, од брзо отпочнување на тој автопат, се случува сега да цената се покачи за толку многу пари. Ако ги додадеме и овие 20 милиони евра од Миладиновци Штип, ќе дојде дека овие два автопатишта ќе чинат 140 милиони евра некаде плюс од тоа што било проектирано и земено како кредит. Реалната цена на чинење според многу експерти на автопатот Миладиновци Штип е 160 милиони евра. А ние за два автопати треба дополнително 140 милиони евра да дадеме за да се изградат истите овие два автопати. Така што мислам дека доколку овие автопатишта беа испроектирани како што треба, се почнеше на време во момент кога треба, ќе не чинеа многу помалку и нас и граѓаните на Република Македонија. Така што овде нема простор за политика, овде на крај ќе стави печат и одреден директор во јавното претпријатие за државни патишта и министер, можеби и со закон овде како што вие го донесовте, подпишен во 4 очи. Сега ќе зборувам малку за тоа како вие тој автопат, тие автопатишта почнавте да ги градите и што има како истрага во специјалното јавно обвинителство за тие два автопатишта. Според специјалното јавно обвинителство, доколку се докаже кој ќе одговара и кој ќе ги врати парите, знаеме кој ќе одговара, но кој ќе ги врати парите? 150 милиони евра за двата автопатишта, специјалното јавно обвинителство води истрага за проневера или за разлика во цени од изведувачот, од кинеската компанија до подизведувачите. Зошто се јавила толкава разлика? За тоа треба да има одговорност. Ако кинезите, ако домашните предпријатија се нафатиле да работат за 120 милиони евра, односно за 150 милиони евра помалку пари, тоа значи дека тие автопатишта можат да се изградат за 150 милиони евра помалку пари. Така што и за ова има истрага и за провизиите кои што ги договараше претходниот премиер со претходниот министер за транспорт и врски. Од тоа бегање нема, одговорност мора да има. Така што околу автопатиштата имам толку. Во делот на покачувањата на кои ставки, каде имаме покачување во буџетот, во ребаланс на буџетот. Во делот на стечајците, оваа влада ќе го реши проблемот на стечајните работници, на 3000 стечајни работници по 7600 денари месечно. Тоа е околу 380.000 евра месечно или 4,4 милиони евра годишно. Што нешто што претходната влада на ВМРО-ДПМН не смогна сили, не сакаше, не умееше, не можеше да го реализира и не го реализира тоа ветување. А многу пати бараа луѓето, доаѓа овде, имаа средби, се го слушнавте и нивниот проблем, меѓутоа не го реализиравте, за жал. А верувам дека 4,4 милиони евра годишно не е некоја ставка која што и претходната влада не можеше да ја реализира. Меѓутоа немавте слух, бидејќи поважни ви беа одредени други проекти кои што ги градевте по Скопје. Во делот на социјалните трансфери се зголемува овде ставката и ќе има овде за да има сигурни пензии, бидејќи пензискиот фонд беше целосно подјаден во претходниот период. Има дополнителни 20 милиони евра во фондот за пензиско и инвалидско осигурување. 10 милиони евра плюс во фондот за здравство. 4,3 милиони евра плюс за покачување на минималната плата. Не верувам дека некој од вас ќе се дрзне и ќе каже дека е против покачување на минималната плата. Иако во 2015 година опозицијата тогаш на начело со Социјалдемократскиот сојуз бараше да се покачи минималната плата на 11.000 денари, вие тоа го одбивте. И точно знаеме зошто го одбивте, го браневте со тоа дека ќе се случила дисторзија, дека ќе немало да може да земат плати, ама никако не кажавте дека може тогашната влада да му помогне на домашниот бизнис сектор за да ја покачи минималната плата. Ево оваа влада најде сили дека може да помогне на домашниот бизнис сектор за да се покачат платите, конечниот бенефит да го види работникот и граѓанинот на Република Македонија. Во делот на малите и средни предпријатија ќе има покачување од 2,2 милиони евра, иако сакам да направам паралела со претходната влада, таа ставка беше некаде околу 150 до 200.000 евра за 70.000 мали и средни предпријатија во Република Македонија. Во делот на активни мерки за вработување 2 милиони евра, во делот на водоводи и канализации покачување од 3 милиони евра и во земјоделието и така натаму. На крајот сакам само да кажам дека
Многу има разлика од тоа што и како работеше ВМРО-ДПМН и како работи идната сегашната влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Имам уште многу да зборувам, меѓутоа во репликите ќе го давам својот коментар.